председателя на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е точка за избор на член на Националниот совет за високо образование. И одма на почетокот да кажем дека на оваа место од страна на МАНУ е делегиран Валентин Мирчевски, дописен член на Академијата, што само по себе, со тоа што Академијата застанува за свој член, зборува дека на некој начин ние само треба да го потврдиме тоа што го направила самата Академија на науки и уметности, односно предложила член во ова многу битно тело според мене, затоа што високото образование во државата на некој начин ни крахира. Овде ќе потенцирам дека оваа тело брои 15 членови, 12 се од редот на професорите, имаме член од Македонската академија на науки и спорт и имаме членови од студентите. Тоа што клучно треба да го сработи оваа тело е оценување на високото образование, да понуди развој на високото образование и унапредување на високото образование. Ова се многу битни, суштествени работи за високото образование во Македонија и генерално во секоја држава. Затоа суштината на оваа тело е да се понудат најдобрите политики и без предрасуди да се оцени состојбата. Не е моје да коментирам или да сугерирам на членовите на оваа тело што треба да сработат, меѓутоа овде како пратеници, кога веќе зборуваме на оваа тема, мораме да ги согледаме фактите. Имаме најмал буџет за наука во Европа. Значи, ако тргнеме од фундаментот да произведеме наука во оваа држава, и тоа што треба да го констатира и оваа тело, е дека имаме најмал буџет за наука во Европа. 0,02%. Тоа е мизерна бројка и тоа е поразителна бројка за состојбите во науката во нашата држава. За споредба, во Европа немате држава под 2,5% директни пари за научно-истражувачка работа. Значи, едноставно, тоа што и е производ на ова собрание, и затоа се јавив за збор, не го исполнуваме. Не можеме да бараме од независните тела да констатираат состојби, да понудат решение, ако ние како собрание не овозможиме основно функционирање во оваа ситуација на науката во Република Македонија. Со овие мизерни 0,02% директни средства за наука, не можеме да очекуваме наука во државата. Ние можеме да очекуваме тоа што ни се случува во државата. Политиканство, луѓе кои ќе ја злоупотребуваат политичката моќ и кои ќе прават се и се што во државата, а нема да се занимаваат со суштината на државата, а тоа е пред се развој на Република Македонија и внесување на Република Македонија во Европа. Онаму каде што географски и на секој начин припаѓа државата. Ние сме на некој начин во моментот заложници на политики кои не им мислат добро на државата. Што треба да констатира овој Национален совет и што треба овој кандидат да понуди за да се подобрат работите? Готово и да нема алатки. Готово и да нема можности да се подобри нешто во науката. Затоа што нема наука во државата. И тие малку средства што се издвоени се резервирани за партиски војници кои ќе ги земат во неколку проекти и едноставно ќе завршат со штури извештаи. Збориме за Шангајска листа, збориме за унапредување на универзитетите. Како тоа ќе се случи кога државата и преизработка на квалитетни научни трудови, докажани во светски ранг,
со импакт фактори, соодветни поголеми, помали. Прави селекција на кој ќе даде средства, на кој нема да даде. Како очекуваме да ја дигнеме науката, ако и овде правиме селекција? Место да го стимулираме научно-истражувачкото работење, ние и овде правиме селекции затоа што премногу се мали парите издвоени за науката. Ова се смешни суми кои ги издвојува државата, а од друга страна имаме тела и очекуваме научно-истражувачка работа во државата. Каде настанува проблемот? Проблемот настанува оному каде што почнува политиката. На политиката не и треба паметни луѓе во државата, не и требат научници, не и требат политики кои ќе произлезат од факултетите, од универзитетите и кои ќе бидат имплементирани во пракса. На политиката и требат послушници кои ќе креваат рака, на политиката и требаат робови кои ќе завршат работа на бизнес олигархијата, да може да се богатат, односно да може да крадат. Тоа е суровата реалност во оваа држава. Искрено, на почитуваниот кандидат му посакувам плодна работа, му посакувам успех, се надевам дека ова собрање ќе го изгласа, затоа што нормално веќе кога е предлог на Македонската академија на науки и уметности, соодветно треба да биде третиран како позитивен, меѓутоа, реалноста е дека нема да се подобрат работите во науката во државата. Затоа што немаме политика која ќе го следи, која ќе ја следи потребата од реална наука во државата. Овде требат партиски послушници кои ќе добиваат грантови, овде требат партиски фирми кои ќе добиваат средства за иновации кои не се иновации, овде треба политики кои ќе донесат закони за да се заврши некоја работа на некој од нивните. Ова е поразително, се јавим со збор затоа што вака државата не оди напред. На државата и треба образование, и треба наука, и треба истражување, и требат иновации. Со ваква политика не одиме напред. Се надевам дека ова тело нешто ќе допринесе во оваа насока. Благодарам.